Бугарија се уште без одговор дали таа прифаќа или не билатерална средба со македонската председателка Гордана Селјановска-Давкова на самитот на НАТО во Хаг под покровителство на Европската унија, информираше денеска премиерот Христијан Мицкоски, но без да прецизира дали молкот од Софија го смета за одбивање на иницијативата, со оглед дека го стави во контекст на изјави од бугарски политичари кои ја одбиваат понудата на Австрија за медијаторство. До овој момент немаме пристигнато било каков коментар од страна на кабинетот на председателот Радев. Само преку медиумите, ако тоа може да се толкува како одбивање, е онаа изјава на европскиот пратеник Андреј Ковачев, кој што доаѓа од сестринската партија ГЕРБ, кој што вели дека не е потребна на Бугарија никаква медијација. И од тука можеме да толкуваме дека тие ја одбиваат практично отворената понуда која што овде во Скопје ја даде министерката за надворешни работи на Австрија. Мицкоски прашан за предлозите на председателката Давкова за надминување на проблемот со Бугарија, меѓу кои за подпишување на трет протокол со Бугарија во рамки на договорот за добрососедство, рече дека не сака јавно да коментира креативни предлози. Инаку предлогот за билатерална средба меѓу македонската и бугарската страна на самитот на НАТО во Хаг на крајот од јуни стигна од председателот на Европскиот совет Антонио Кошта за време на неговата посета на Македонија пред 2 недели, кој тогаш беше дециден дека Унијата нема план Б за Македонија и оти фокусот е на реализација на планот А, односно договорот подпишан меѓу Европската унија и Македонија во 2022 година, со кој земјата презела обврски за впишување на бугарите во уставот како услов за отворање на кластерите во преговорите. Како што објави вчера Телма, билатералната средба во Хаг ја договара Брисел и Бугарија прво таму треба да го испрати својот одговор дали прифаќа или не да седне на маса со Македонија за надминување на проблемот во присуство на високи европски представници, меѓу кои Кошта, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика Каја Калас, но и представници на НАТО и низини влијателни земји членки, како што бара македонската страна.